Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Киси Менада. Во нив ќе гледате. И по 12 месеци Македонија се бори со коронавирусот и во Тетовско бројките повторно се зголемуваат. Нула непочитување на полицискиот час, но околу 300 јавувања во полиција. Ковид-пандемијата имала голем негативен ефект врз животот и економската состојба на жените во руралните средини. Една година од прогласувањето на глобална пандемија и по 12 месеци нашата земја се уште се бори со вирусот. Токму периодов се забележува и раст на новозаразените со COVID-19. Бројките се зголемуваат и во Тетовскиот регион. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Светската здравствена организација на денешен ден пред една година прогласи глобална пандемија поради коронавирусот. Речи се 3 месеци откако светот стана свесен за првите случаи на нов вирус, идентификуван во Кина. Ова уследи само ден откако Италија стана првата земја на светот која се стави во карантин, а објаснувањето на СЗО за прогласување пандемија беше дека бројот на заразени на светско ниво во претходните недели се зголемил за 13 пати. Во нашата земја на 11 март 2020 официјално беа потврдени 9 случаи на заразата и се уште немаше починати. Заклучно вчерашниот ден пак бројот на случаи со ковид достигна 109.262. Овој период бројките континуирано растат. Јас верувам дека овие мерки ќе дадат резултат. Сепак сметаме дека младите како една група на граѓани кои што беа активни и многу често комуницира и после затворањето на угостителските објекти беа сериозен вектор на трансмисија на вирусот. И поради тоа мислам дека во следните десетина дена ќе има промена на сликата. Сега бројката е некаде околу нешто под 1000, околу 1000, има некој потоп, пратиме дали има зголемување, меѓутоа верувам дека овие мерки ќе дадат резултат. Тетовскиот регион со 5666 заразени. Од почетокот на пандемијата се наоѓа на 4-то место на листата на Институтот за јавно здравје. Сега активно болни се речиси 300 лица. Бројките повторно започнаа да растат од пред 2 недели, па така само во првите 10 дена од месец март во Тетово и Тетовско се регистрирани 202 нови случаи со COVID-19. Во овој период 193 оздравеле, а 2 починале. Па сега нормално дека ќе имаме малку прогресивно по зголемување на бројот, али сега со овие мерки најверојатно ќе биде некако да немаме некој зголемување. Оти ние внимаваме и за нашите потенцијали што ги имаме као болница и као персонал и кадар, така да ние нормално алармираме ако ние ситуација ако имаме нормално зголемен број на пациенти или не сме можно да излеземе на пресад. Али сега за сега нема некои проблеми. Но граѓаните сами треба да внимават, оти на вистина имаме стари хронични пациенти кои што се на вистина во животно опасна состојба. Мислим, на вистина треба да се внимава. И државите од регионот бележат драстичен пораст на бројот на новозаразени со коронавирус, што главно се препишува на опуштањето на граѓаните, непочитување на епидемиолошките мерки и мутации на вирусот, чии нови видови се позаразни и предизвикуваат посериозна клиничка слика. Нула непочитување на околу 300 јавувања во полиција. Граѓаните во текот на првиот полициски час во голем број се јавувале за да добијат информации за мерката, но и да пријават дека ќе излегуваат заради здравствени потреби. Без непочитување на полицискиот час на подрачјето на СВР Тетово, но голем број на телефонски јавувања во полиција во периодот додека траела мерката. На 192 се јавиле помеѓу 250 и 300 граѓани за да добијат некакви информации во врска со полицискиот час, а дел од нив за да пријават оти им е потребна некаква здравствена услуга, информираат од СВР Тетово. На ниво на држава пак мерката ја прекршиле 12 лица. Врз основа на она што можев да го забележам од мојата посета на пунктовите, сите полициски службеници се на терен врз основа на предвидените планови за реализација на одлуката и контролата во
спроведувањето на одлуката за забрана за движење. Знаеме дека ова рестриктивна мерка која што никој не ја посакува, меѓутоа е неопходна мерка ако сакаме да го прекинеме ланецот на ширењето на вирусот од COVID-19 и токму заради тоа мораме сите да се придржуваме кон оваа мерка. Секако за оние кои што не почитуваат ќе имаме и санкции, и прекршочни и кривични санкции, тоа треба да им биде јасно на секој еден кој што не сака да ги почитува мерките, со тоа директно да го загрозува здравието и животот на граѓаните. Синоќа дел од раководството на МВР направи увид во спроведувањето на ограничувањето на движење во Скопје, Тетово, Куманово, Велес и други градови. Инаку од СВР Тетово апелираа граѓаните доследно да ја почитуваат владината одлука за да се спречи ширењето на коронавирусот. За сега одлучено е полицискиот час да трае секојдневно до 22 март. Ковид-пандемијата имала голем негативен ефект врз животот и економската состојба на жените во руралните средини. Ова го покажало истражување направено од Рурална коалиција, а во кое биле вклучени и жени од Полошкиот регион. Со цел да се подобруваат состојбите се спроведува кампања насловена «Од жена за жена». Жените во руралните средини се многу погодени од корона кризата. Во истражување направено од Рурална коалиција, дури 84% од нив истакнале дека пандемијата имала негативен ефект врз нивниот живот и врз економската сигурност на семејното земјоделско стопанство. На прашањето дали сте користеле поддршка за надминување на последиците, 92% одговориле негативно. Една од причините зошто е тоа така е дека не се препознаени од системот, односно се невработени, а сепак работат од 9 до 11 часа на нива или на фарма. Со цел да се подобруваат состојбите, Рурална коалиција во соработка со партнерски организации спроведува кампања насловена «Од жена за жена». Во кампањата се вклучени и жените од полошките рурални средини, а информативна средба се одржа во гостиварско Тумчевиште. Главната порака која што сакаме да ја испратиме е да конечно жените излезат од невидливоста и од неформалната економија и на таков начин што ќе ги промовираме производите кои што ги произведуваат, па така традиционални преработки на производи од источниот регион на нашата држава завршија кај нас, односно во Полошкиот регион, Западниот регион, се изработува исто така и кукли и останати производи од волна, од Депарскиот регион, кои што пак беа на размена во другиот регион и сето тоа, а во меѓувреме одеше исто така и информативна кампања преку лепење на постери, делење на флаери со истражувањата, меѓутоа исто така и тоа што жените го произведуваат, а на таков начин да директно им помогнеме секако еве вака во соработка со вас со медиумите да станат колку што е можно економски посилни. Во рамки на кампањата, жените од различни региони си разменуваат традиционални производи. Така производите од волна од Реканскиот и Дебарскиот крај ќе завршат во источниот дел на државата, а традиционалните росомански сладка во краеви каде што за прв пат ќе може да се вкусат. Жените едни на други ќе си подаруваат, но и ќе се запознаваат со традицијата на жените од другите региони, појаснуваат од Рурална коалиција. На Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово се одржа панел дискусија на која се дебатираше за потребата од подигнување на јавната свест за престојниот попис. Како да се подигне јавната свест за пописот на населението во нашата земја и како граѓаните да се подготват за оваа статистичка процедура, се дебатираше денес на Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово. Ректорот Абдулменав Беџети истакна дека потребни се многу напори за да успее оваа операција, а доколку започне истата ќе заврши успешно и дека сегашниот закон е многу подобар од оној пред 10 години. Сепак неговото мислење е дека пописот нема да започне. Која тогаш беше доста двосмислен законот и оставаше простор за разни интерпретации. Едната страна интерпретираше на еден начин, другата на друг начин, имено се тоа поврзано со нашите граѓани кои работат и живеат во странство. Имено сега тоа е доста изрично во законот и не остава таков простор. Второ беше во однос на довербата на институциите во тоа време.
Недовербата беше многу голема, имено и немаше некој механизам за да се евентуално се заштити од тоа, што сега законот го обезбедува на некој начин, тоа е поврзаниот подпис, што на некој начин не само од аспект на легитимноста, туку од аспект на легалноста остава можности за да се евентуално не се повикуваат во име на тоа дека има некакви злоупотреби ако двата подписа се поврзани, мислам тука на меѓуетнички. Очекувањата се дека доколку влезе во процесот и почне, ќе биде завршен како што треба, али ја мислам дека нема да почне. Државата има меѓународна обврска да спроведе попис на населението и да покаже сериозност, вели професорот Јетон Шасивари. И нашата национална правна основа е солидна, имаме закон за попис, постои и методологија, тие се веќе документи, правни документи во сила. Така да, од другата страна и Државниот завод за статистика, како дел од државната администрација, сепак раководејќи се првенствено од принципите на стручност и компетентност, се очекува да биде на ниво на обврските и на надлежностите и функциите што ги има како орган, професионален орган на државната администрација. Се разбира дека ќе има дилеми во текот на овој престоен период, но се очекува да тие дилеми на разумна основа да се надминат и државата да покаже капацитет дека има можности, е спремна да произведе успешен попис. На панел дискусијата учествуваа и професорите Демуш Бајрами и Али Пајазети. Гостиварци покажаа голем интерес за инструктори и попишувачи во престојниот попис на населението и домаќинствата. Денес се одржа тестирање на пријавените кандидати, пошто ќе следуваат неопходните обуки. Голем интерес кај гостиварци да се вклучат во процесот на пописот како инструктори и попишувачи на терен. На огласот од Државниот завод за статистика се пријавиле 100 кандидати повеќе од предвидениот број за гостиварската општина. За нив денес се одржа тестирање. Одговараа на 35 прашања поврзани со начините на попишување, податоци за реонизација, правилата за самиот попис и слично. Се очекува резултатите од тестовите да бидат познати во текот на утрешниот ден. За нашата општина се предвидени 187 попишувачи и 19 инструктори. По огласот, значи, пријавени се повеќе од овој број и за да имаме една по-професионална селектирање на попишувачи и на инструктори, бевме приморни да се организираме по тест. Значи, по успеот во тестот ќе биде и селектирањето. После ова следи фаза на обука на попишувачи на прво на инструктори, па после секој инструктор ќе има 10 попишувачи и тука ќе им се определи теренот и сите апаратура што треба, пошто сите ќе бидат снабдувани со лаптопи, каде ќе имат и програма и сите работи што ќе бидат потребни за успешен попис. Подготовките за спроведување на пописот на подрачјето на Гостивар се одвиваат добро, со запазување на роковите и процедурите, оценуваат од пописната комисија. Она што остава простор за текот на попишувањето е стравот кај граѓаните поради пандемијата. Моментално добро одат, значи во добро ниво, но ќе видиме практиката како ќе се покаже. Луѓето малку се уплашени, не сакат да ги прифатат, значи да одат при попишувачите, се плашат да не го прошират заразата и ќе видиме теренот како што ќе покаже. Сепак попишувачите имаат одредени протоколи што треба да ги следат. Имат се, ама пак луѓето страфот е поголем од мерките. Пописот 2021 започна со онлайн попишување на вработените во дипломатско-конзуларните представништва, во Обединетите нации, стопански комори и слично, и на диаспората. Пописот на граѓаните и домаќинствата во земјава ќе се спроведе од 1 до 21 април. Повторно затворен угостителски објект, чиј собственик не ги почитувал протоколите за работа.
Казни за неносење маски, пронајдена марихуана и закана кон вработена во Тетовската клиничка болница регистрира полицијата во изминатите 24 часа. Вчера во 19 часот и 10 минути полициски службеници од СВР Тетово во содејство со Државниот пазарен инспекторат извршиле контрола во угостителски објект на улица ЈНА во Тетово, собственост на 37 годишникот Тетово. При контролата било констатирано дека не биле почитувани протоколите за работа на угостителските објекти, односно на дел од масите имало повеќе гости од дозволеното. Собственикот бил лишен од слобода и задржан во полициска станица, а по целосно документирање на случајот против него ќе биде поднесена пријава по член 206 од Кривичниот законник, непостапување според здравствените прописи за време на епидемија. Во текот на изминатото деноноќие за неносење заштитни маски на вкупно 44 лица, 27 од Тетово и 17 од Гостивар, изготвени им се прекршочни платни налози согласно член 6 од соодветната владина уредба. Во овој период на Тетовско-Гостиварското подрачје на 25 лица од Тетово и 15 лица од Гостивар изготвени им се нови решенија за изолација од Државен санитарен инспекторат, а контроли им биле извршени на 278 лица од Тетово и 224 лица од Гостивар со вакви решенија и при тоа не било констатирано непочитување на истите. Вчера околу 10 часот и 25 минути на улица Штипска во Тетово, полициски службеници лишиле од слобода 38 годишен тетовец затоа што при преглед, а потоа и при претрес во неговиот дом и помошни простории била пронајдена марихуана. По документирање на случајот против него ќе следува соодветен поднесок. Вчера исто така околу 19 часот и 30 минути на улица Маршал Тито во Тетово, полициски службеници лишиле од слобода 29 и 21 годишникот Тетово, како и 29 годишникот Тетовско Нераште, затоа што при преглед им била пронајдена марихуана, која во меѓувреме ја фрлиле. Се расчистува и документира случајот и ќе следува поднесок. Вчера околу 18 часот и 45 минути на улица 29 ноември во Тетово, полициски службеници лишиле од слобода две лица на 28 и 24 годишна возраст од Тетово, кои половина час пред тоа ја навредувале и се заканувале на 34 годишна вработена во Тетовската клиничка болница, во која се лекувала нивна роднина. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на овој случај. Екипата на Шкендија го доби тетовскиот двобој со Љуботен во рамки на осмина финалето од женскиот фудбалски куп на Македонија. Екипите кои се надпреваруваат во женската фудбалска конкуренција ги одиграа надпреварите од осмина финалето на Купот на Македонија. Најинтересно беше на дуелот помеѓу двете тетовски екипи, кој го доби Шкендија со 4:2. Екипата на Љуботен оваа зима доведе неколку квалитетни засилувања од странство и најавуваше атак на трофејот од ова надпреварување, но настапот го заврши уште во првото коло. Головите за победа на Шкендија беа дело на Лимани, Емини, Шерифи и Мустафа, додека за Љуботен прецизно стрелаа Бели Стојановска и Босанката Муратовиќ. Како кажавте и вие, оценуваме како градски дерби. Да видиме посериозни тепавме и заслужувавме. Резултатот значи беше 4:2 ако се сеќавам добро. И беше добра утакмица, прва утакмица за куп. Се надевам дека и другите утакмица вака ќе продолжиме. Значи со победи. Секако дека фалат играчи. Значи во прва пола сезона ни фалеа многу играчи и затоа имавме и да викам лоши резултати, но оние кога се врата веќе имаме значи добри резултати и денеска покажувавме тоа. Денешната утакмица беше супер и мислам дека сите давале све од себе и се чувствувам горда за нив. Да, градски дерби. Ова беше градско дерби, но нашата екипа не беше во комплетен состав. Ни недостасуваа 4 стандардни фудбалерки, а јас играв само во последните 10 минути. Резултатот е тој, нема што да се каже. И честитам на противничката екипа за победата. Со оглед дека бев повредена последните 2 недели, задоволство ми е што успеав да постигнам погодок во последните моменти од надпреварот. На останатите надпревари беа постигнати следниве резултати. Тиверија Кочани 10:0, Топгол Речица 2:1, Скопје Деспина 1:1 во регуларниот дел 2:3 на пенали, Ас Юнајтед Борец 5:1, Атлетико Плачковица 3:0 и Шкупи Каменица Саса 1:7.
Почитувани гледачи, тука е крајот на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието и пријатно.